Благодарам. Почитувам председател, почитуваме колеги, представник на Министерство, заменик министр. Една генерална констатација или една генерална забелешка во однос на сите закони во оваа држава скоро е дека на хартија имаме закони, најголем дел и добри, убави, меѓутоа во реалноста имаме проблем со имплементација на истите. И неизбежно е во овој период, кога се зборува за закон за јавна чистота, каде што се опфаќа измена на прекршоците по однос на неодржување на коловозите и јавните површини, односно од снег во овој период, да не се искоментира она што се случуваше овие 2 дена. Ја би отворил на дилема дали воопшто некогаш, еве имајќи предвид како општините, градот Скопје и генерално државата се справува кога ќе наврне снег, некогаш дали е изречена една таква санкција, па без разлика што ете моментално мнозинството смета дека од 4000 евра истата треба да биде намалена на 1000-1500 евра. Од принципелен аспект во ред е да се намали таа казна, меѓутоа дали некогаш некому било изречено и дали овој период, вчера, завчера, кога целата македонска јавност беше сведок на она што се случуваше во Република Македонија, тоа дека снег најавен една недела претходно по сите можни медиуми, задолжените служби беа апсолутно пасивни и ненавремено си ја завршија задачата или некаде делумно си ја завршија задачата. Како што спомена и колегата Стојановски, да не се повторувам, баслосновни суми по однос на одржување зимско на општините на градот Скопје се трошат, тоа се државни пари, пари на граѓаните, кои што за возврат не добиваат соодветна услуга, дека имаме голем број на сообраќајни незгоди кои што исто така се штета на граѓаните, ги оштетиле своите возила, да не зборам од здравствен аспект паѓање. Во општината во која што живеам, дури општинските власти прибегнаа код една пиар стратегија да вака на Фејсбук и јавно, иако граѓаните реагираа со слики, со видеа дека се работело во не знам колку смени, дека се било во ред и така како пратеник за да се уверам во тоа што го напиша, излегов во градот, се прошетав низ тие локации каде што беше наведено дека се работи и апсолутно во живо се пуштив на Фејсбук, апсолутно ништо не се работеше, беше комплетно покриено се со снег и имаше сериозен револт кај граѓаните, возила кои што беа заглавени и ништо не беше исчистено. И она што е добро и што треба да се поздрави, дека по реакцијата голема, масовна на граѓаните, по мојата реакција, скоро утре дента во попладнени часови, почнаа службите да работат и колку толку делумно некои улици, булевари да се очистат, остана онака пешачките патеки неисчистени, али пиарот не изостануваше и не знам како ова генерално влада, ова владеачко мнозинство смета дека ако вака на Фејсбук напиша дека е чисто, ако јавно на медиуми кажат дека работат, тоа ќе помине, имајќи во предвид дека сите граѓани ги користат тие улици, ги користат тие јавни површини и гледаат дека воопшто не се работело и не се чистело, а сериозни суми, 10,5 милиони денари само во мојата општина оди на една компанија која што во континуитет секоја година сите можни тендери ги добива од општина Куманово. А тоа се пари на граѓаните. И сметам дека ако веќе имаме да кажам одлука на општина да се справи со овој проблем на тој начин и да плаќа државни пари, мора граѓаните за тие државни пари да ја добијат таа услуга соодветно. И доколку не ја добијат, тогаш надлежните институции да постапат по овој член кој што денеска го изменуваме, за да едноставно се укаже
и на тие надлежни институции, и на општините, и на тие предпријатија кои што се ги добиле тендерите, дека ова држава сериозно треба да се почитуваат законите и да се изречуваат такви санкции. Да не се повторувам, ворете да се намали глобата за нечистање на снег, меѓутоа сметам дека не е лошо понекогаш и да биде изречена, за да го постигне ефектот за кој што истата е наменета, а доказ за тоа беа изминатите неколку дена. Благодарам.